Иако комунистичката интернационала или скратено Коминтерната била укината уште во 1943 година, сепак митовите и мистериите за надмоќта на таа организација се живи. Еден од тие митови, кој има исклучиво балкански карактер, се однесува на македонската нација. Според него, Коминтерната била способна дури да ја создаде нацијата. Не треба ниту докажување на апсурдноста на таквите уверувања, бидејќи неа ја признаваат и самите негатори на постоењето на македонската нација. Например, писателот Венко Марковски, образложувајќи ја својата позиција дека македонците се бугари и дека македонскиот јазик е бугарски, во книгата Крвта вода не станува, истакнува: нацијата е појава од судбоносно историско значење во животот на еден народ. Народ и нација со решенија на форуми не се создаваат. Тврдењето на Венко Марковски дека народ и нација со решенија на форуми не се создаваат не бара утврдување на неговата вистинитост. Тоа е аксиома. Без оглед на очигледната бесмисленост на квалификацијата, поточно дисквалификацијата на македонската нација како коминтерновска, односно вештачка творба, таа се уште се експлоатира во Бугарија и во Грција, во сферите на политиката и на ангажираната наука. Овој факт уште еднаш ја потврдува правилноста на забелешката на американскиот писател и историчар Хенри Брукс Адамс, дека реалната политика се состои во игнорирањето на фактите. Но историската правда сепак докажува и дека фактите се тврдоглави работи. Фактите зборуваат. Кога се говори за коминтерната и комунистичките партии, треба да се има во предвид фактот дека до Втората светска војна коминтерната и комунистичките партии, односно комунистичките партии беа маргинални, беа малобројни, немаа никакво влијание, водеа илегална политика и немаа можност за некоја силна пропаганда. Коминтерната, Третата интернационала, била формирана во 1919 година како обединување на комунистичките партии со цел организирање на светска револуција. Одним из важных элементов политики Коминтерна было отношение к национальным меньшинствам, что интересно не только в Европе, но и на Востоке. В этой связи сам факт образования двух структур Коминтерна, а именно Коммунистического университета народов западных меньшинств и Коммунистического университета трудящихся Востока, уже говорил о том, что фактически ставка делается не больше, не меньше на поддержку национальных меньшинств как элемента политики Коминтерна в деле разрушения, можно сказать так, империалистических государств. Карл Маркс и Фридрих Енгелс ја исклучиле можноста за победа на пролетерската револуција, која би обезбедила преот од капиталистичка формација кон социјалистичка само во една држава. Во својот труд Германска идеологија, Маркс и Енгелс укажале дека во водечките буржоаски држави пролетерската револуција ќе се случи приближно истовремено, бидејќи нивото на развој на тие држави било речиси еднакво, а при тоа индустријата и светскиот пазар ги претвориле речиси во единствен организам. Затоа револуцијата во Русија се сметала за искра од која ќе се разгори пожар на светската револуција. Во првиот устав на Советскиот сојуз од 1924 година се посочувало дека Советскиот сојуз е татковина на светскиот пролетеријат и само прв чекор кон создавање на светска социјалистичка Советска република. На почетокот од своето постоење, Советската држава била претворена во база за подготовка на светска револуција. Дејноста поврзана со организирањето на светска револуција, која условно се нарекувала илегална дипломатија. Но все-таки надо иметь в виду то, что это был тезис. Все-таки задача стояла не просто в революции, а задача стояла в том, чтобы изменить политический режим в выгодном для Советского Союза направлении. Именно для Советского Союза направлении. Потому что речь шла о том, чтобы так или иначе оказывать поддержку Советскому Союзу, потому что это считалось родиной всего пролетариата. Се спроведувала од Коминтерната, од политичкото и од војното разузнавање, а исто така и од Министерството за надворешни работи на Советскиот сојуз, под раководство на Политбирото на Централниот комитет на Руската, а од 1925 година се сојузна комунистичка партија на болшевиците. Но вторая часть, которая была важна именно для Коминтерна, как хотим мы того признать или нет, но составной части вообще советской внешней политики, потому что всем известно, что советская внешняя политика была официальная, та, которую проводил МКИД, и та, которая была неофициальна, которую проводил Коминтерн, в связи с чем постоянно существовали вот эти обвинения Советского Союза в том, что на территории Советского Союза действует подрывная организация в лице Коминтерна. Политиката на Коминтерната до 1928 година
не може да се разгледува надвор од контекстот на илегалната дипломатија. Сите поважни решенија се прифаќале на заедничките состаноци на представниците од институциите инволвирани во илегалната дипломатија. Затоа никој, апсолутно никој не верувал во изговорот, кој се користел во тоа време од страна на Министерството за надворешни работи на Советскиот сојуз, дека позицијата на Коминтерната во однос на советската држава е слична на положбата на Ватикан во однос на Италија. Меѓу институциите кои се занимавале со подготовка на светска револуција или со други зборови со илегална дипломатија, Коминтерната сепак имала доминантна улога. Неслучајно таа се нарекувала штаб на светската револуција. До 1925 година, тоест додека паролата светска револуција била актуелна, Коминтерната, за разлика од другите институции на Советскиот сојуз, немала проблеми со финансирањето. Во периодот од 1921 до 22 година, кога во Русија гладувале околу 40 милиони луѓе, Коминтерната само за издавачка дејност во Германија издвоила повеќе од 10 милиони марки. Според најприближните проценки, Коминтерната за првите 10 години од своето постоење потрошила 30 милиони хартиени рубли, повеќе од 31 милион златни рубли, 200 милиони марки, 10 милиони лири и круни, 1 милион долари, злато, брилијанти и други скапоцени камења. Според мемуарите на Јахов Рейх, задолжен за илегална дејност во Германија, тој самиот во 1919 година, без каква било потврда од подрумите на Кремљ, зел цел куфер со скапоцени камења. Коминтерната се лоцира во 1919 низиното создавање како обединување на комунистичките партии за организирање на светска револуција. Тие текови на формирање на организирање на светска револуција започнуваат, односно низините обиди започнуваат во Германија, во поразената Германија по Првата светска војна, меѓутоа ќе се покажат неуспешни покрај тоа што Коминтерната вложила огромни материјални средства во таа илегална дипломатија, односно таа светска револуција беше позната како илегална дипломатија затоа што до 28 година за политиката на Коминтерната може да се зборува само во контекст на илегална дипломатија. Илегалната дејност на Коминтерната, која била составен дел од илегалната дипломатија на Советскиот сојуз, а исто така и незините финансиски можности, станале извор на митови за неверојатната моќ на организацијата. Коминтерната, како и други институции кои се занимавале со илегална дипломатија, го обрнале своето внимание на македонското прашање во 1923 година. Таа година, по неуспешниот обид да се дигне востание во Германија, институциите инволвирани во илегалната дипломатија дошле до заклучок дека Бугарија, како најслаба алка во синџирот на капиталистичките држави, била најпогодна за отпочнување на светска револуција. И здесь тоже существовали определенные такие моменты, которые были связаны так или иначе с проведением политики национальных меньшинств. Вообще, если посмотреть на документы Коминтерна, то можно обратить внимание на очень достаточно четкую взаимосвязь между так называемыми национальными движениями, которые поддерживались Коминтерном. Независимо от того, кстати сказать, кто в этих движениях был. Пытались большей частью организовать на национальной почве. Но, разумеется, с определенной борьбой с буржуазным национализмом, с буржуазными влияниями и так далее. За Коминтерната треба да се знае дека таа во придобивањето на националните движења секогаш ги користеше нивните пароли. Таа не наметнуваше своји пароли, затоа што тоа беа пароли на народните маси, а тие народни маси не ја беа потребни за да може да ја рефлектира својата политика. Задачата да се подготви вооружено востание во Бугарија им ја наметнала на институциите на советската илегална дипломатија неопходноста да го дефинираат својот однос кон ВМРО, бидејќи организацијата на Тодор Александров се сметала за најмоćна паравојна сила не само на Балканот, но и пошироко. Според информациите на советските разузнавачи, организацијата на Тодор Александров имала околу 1500 души, но во случај на потреба можела да мобилизира до 20.000 вооружени бојници, при тоа поседувајќи доволно оружје за 100.000 луѓе, а исто така имала 150 митралези, 10 полски орудија, 4 хаубици и други видови оружја. Институциите ангажирани околу подготовката на светска револуција
Одлучиле со сите можни средства да се обидат ВМРО на Тодор Александров, да ја привлечат на страната на Советскиот сојуз или барем да ја неутрализираат. Отиво спротивно, според нивно мислење, секој обид да се дигне во стание во Бугарија би бил осуден на пропаст. Тодор Александров беше еден неприкосновен елемент, односно тој не сакаше нарушување на раководството, влегување во раководството на внатрешното раководство на неговата организација. Именно советскиот Коминтерната настојуваше превземање на раководството на организацијата за да може да го наметне ја наметне својата политика. На самиот Тодор Александров, институциите на советската и легална дипломатија не му верувале и затоа тие планирале прво да создадат во ВМРО расположение во полза на соработката со Советскиот сојуз, а потоа да го отстранат Тодор Александров од раководството на организацијата. Нужноста да се придобијат македонските маси од своја страна ја принудила Коминтерната, која се занимавала не само со илегална дејност, но и со отворена пропаганда, да ги одреди своите пароли по македонското прашање прифатливи за македонските маси. Првиот чекор во таа насока бил направен во ноември 1923 година на 6-та конференција на Балканската комунистичка федерација, која била дел од структурата на Коминтерната. Конференцијата ја прифатила резолуцијата за македонското прашање. Поточно, резолуцијата се однесувала на македонското и на тракиското прашање, но судејќи по проектот, првично се планирало да се утврди резолуција само за македонското прашање. Во резолуцијата од 6-та конференција на Балканската комунистичка федерација, акцентот бил ставен врз поимот независна Македонија, и тоа ја разликувало од резолуциите на претходните конференции на Балканската коммунистическая федерация. На одном из заседаний Коминтерна, когда он сказал, что недалек тот час, что нам, вероятно, придется вернуться к царской политике на Балканах. Сам по себе факт такого заявления говорил о многом. Можно ли себе было представить, что в 19 или 20-21 году кто-либо заявит о том, что необходимо возвращаться к царской политике на Балканах? Конечно, нет. Как известно, царская политика на Балканах была довольно специфическим явлением и была, в общем-то, отражением того, как действуют великие державы в конкретном регионе. Речь шла ни больше, ни меньше о поддержке определенных государств в их борьбе против других государств, поддержка территориальных требований или, наоборот, отказ от того, чтобы поддерживать эти территориальные требования. Речь шла о том, чтобы найти некую страну или группу стран, которые так или иначе могли оказаться, ну, если не союзниками Советского Союза, то хотя бы благоприятно настроенными в отношении Советского Союза. Така, на втората конференција од 1921 година била издигната паролата создавање на Балканска социјалистичка федеративна Советска република. На четвртата конференција од 1922 година се тврдело дека прашањето за национално слободување може да биде решено само преку пролетерска револуција, која ќе ја создаде Социјалистичка федеративна Советска република. На петата конференција на Балканската комунистичка федерација од 1922 година пред комунистичките партии била поставена задачата да се ослободи националното движење на Македонија од влијанието на буржуазијата на соседните земји и да се насочи по патот на револуционерната борба за создавање на Македонска Советска република како составен дел на Балканската федеративна Советска република. Но иако резолуцијата од 6-та конференција на Балканската комунистичка федерација реално се изделувала од решенијата на претходните конференции со издигнувањето на паролата Независна Македонија, таа сепак не можела да има каков било агитациско-пропаганден ефект врз македонските маси, бидејќи создавањето на Независна Македонија таа го поврзувала со формирањето на работничко-селанска влада во Независна Македонија. Затоа, еден од изворите на советското политичко разузнавање забележал дека јазикот на Бугарската комунистичка партија, која се раководела од одлуките на Балканската комунистичка федерација, не бил разбирлив за македонската емиграција во Бугарија и не можел да ги привлече македонските групи. Следен чекор кон диференцирање на ставот на Коминтерната во однос на паролата Независна Македонија станала резолуцијата за бугарското прашање, усвоена во февруари 1924 година од Президиумот на Извршниот комитет на Коминтерната. Во резолуцијата се истакнувало:
Комунистичката партија на Бугарија, како партија на трудбеничките маси, треба на категоричен начин да го поддржи движењето за национално ослободување на народностите, кои се повикуваат на правото на автономија, одејки дури до независност. Само поддршката на национално-револуционерните движења ќе овозможат да ги привлече на своја страна селанските маси во Македонија, Тракија и Добруџа. Дефинитивна јасност во позицијата на Коминтерната по македонското прашање внесол повикот до населението на Македонија, до македонските емигранти, како и до работниците и селаните на балканските земји. Повикот наместо комунистичките партии на балканските држави го подготвил и го објавил во март 1924 година од името на Президиумот на Балканската комунистичка федерација, неговиот председател Георги Димитров. Во своето оправдување, Георги Димитров ја истакнал неопходноста од брзо реагирање во однос на настаните предизвикани од заострувањето на бугарско-југословенските односи во врска со дејноста на ВМРО. Се чинело дека се апсолутно можни вооружена интервенција на кралството на СХС и востание како последица на инвазијата на кралството на СХС во Бугарија. Очекувањето на брза револуционерна криза го побудило Георги Димитров да ја преземе иницијативата од ВМРО на Тодор Александров и директно да ја истакне паролата создавање на обединета и независна Македонија. Во повикот се посочувало: комунистичките партии на Југославија, Бугарија и Грција, обединети во Балканска комунистичка федерација, изјавуваат дека решително се залагаат за национална, политичка и културна слобода на борбеното македонско население и дека со сите средства истапуваат во одбрана како на правото на самоопределување на македонското население, така и на неговото право да се оддели од државите што го распарчиле. Тие безпоговорно се залагаат за создавање на обединета и автономна Македонија, затоа што тоа е единствениот правилен пат што води кон решавање на македонското прашање. Треба да се одбележи дека реакциите на комунистичките партии на Грција и Југославија во врска со повикот не биле единствени. Но петиот конгрес на Коминтерната, кој се одржал во јуни-јули 1924 година, пресекол, донесувајќи решение идентично на ставот искажан во повикот. На прашањето на кој начин и зошто паролата создавање на независна и обединета Македонија се нашол во арсеналот на Коминтерната, отворено одговорил авторот на повикот Георги Димитров во своето писмо до Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија од 21. август 1924 година. Ние нема зошто да бидеме поголеми македонци и од самите македонци. Нема нашата партија непосредно да ја води борбата за нивно остварување, туку тие самите. Ние само ќе ги поддржуваме. Тоа значи дека ние нема зошто за македонското прашање да поставуваме пошироки барања од оние со кои тие се задоволуваат. Например, ако тие сметаат дека е доволна автономијата на Македонија, ние нема зошто да бараме целосна независност. Воопшто, нашата партија ги поставува своите барања и се бори за нив. Што се однесува на националните движења, доколку тие се масовни, таа ги поддржува и на тој начин се зближува со масите. Од една страна, таа ги користи за разбивање на заедничкиот непријател, а од друга страна, го зајакнува своето влијание врз масите за целите на својата класна борба. На тој начин, Георги Димитров го потврдил очевидниот факт дека Коминтерната и комунистичките партии, како нејзини секции, во случај на неопходност да ги придобијат масовните национални движења, ги преземале паролите на самите движења, а не им наметнувале своји. Што се однесува конкретно на македонското прашање, само потребата да ја освои ВМРО на Тодор Александров поради брзо очекуваната револуционерна криза во Бугарија, ја принудила Коминтерната да ја прифати паролата независна и обединета Македонија. Од истите причини, и истовремено со усвојувањето на паролата независна и обединета Македонија од страна на Коминтерната, институциите задолжени за подготовката на светска револуција конечно одредиле план за одстранување, според нивното мислење, на главната пречка за завладување со ВМРО, тоест план за одстранување на Тодор Александров. Планот ја вклучувал идејата Тодор Александров да биде присилен да даде согласност за обединување на ВМРО со Македонската федеративна организација.
Подетално, планот предвидувал спроведување на заеднички избори на делегати за Општ конгрес на ВМРО и на Македонската федеративна организација, на кој би бил избран нов Централен комитет на Обединетата македонска револуционерна организација, а до изборите функционирање на привременото раководство, составено од представници на ВМРО и на Македонската федеративна организација, а исто така и од наблюдувачи од страна на Советскиот сојуз. Планот не го поддржувале само тројца членови од Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, вклучувајќи го и Коста Јанков, синот на македонскиот Гарибалди, Атанас Јанков. Повторно, Коста Јанков бил единствениот што се спротивставил на планот. Мислејќи дека иницијативата во овој случај му припаѓала на членот на задграничното биро на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, Георги Димитров, Коста Јанков иронизирал дека на неговата платформа и не достига само барањето Тодор Александров да прогласи Советска република во Бугарија и да го покани Георги Димитров да стане председател на републиката. Сарказмот на Коста Јанков бил умесен, бидејќи суштината на планот се сведувала на согласност од страна на Тодор Александров да ја стави ВМРО на располагање на институциите задолжени за подготовка на светска револуција. И при сето тоа, институциите кои го предложиле планот верувале во неговата остварливост. Тие во своите заклучоци тргнувале од предпоставката за неизбежност како на конфликт помеѓу бугарските структури на власти на Тодор Александров, така и на преминување на двајца членови на Централниот комитет на ВМРО, Петар Чаулев и Александар Протогеров, на страната на Советскиот сојуз. Преговорите кои се одржале во Виена во април 1924 година меѓу Тодор Александров и представници на институциите задолжени за организирање на светска револуција ги убедиле последните во правилноста на избраната линија на дејствување. Прво, имено судирот со владата на Бугарија го принудил Тодор Александров да дојде во Виена за да се договори со представниците на Советскиот сојуз, и второ, кога раководителот на ВМРО разбрал дека попаднал во стапица, тој не можел да замине од Виена без формално потпишување на спогодби поради настојувањата на Петар Чаулев и Александар Протогеров. Тодор Александров, притиснат до зид, во Виена ги прифатил сите барања на советската страна, не само усно, но и написмено, вклучувајќи ги и барањата за водење борба против владите на балканските држави и за спроведување на заеднички избори на делегати за Општ конгрес на ВМРО и на Македонската федеративна организација, на која би бил избран нов Централен комитет на Обединетата македонска револуционерна организација. За да се одсечат патиштата за повлекување на Тодор Александров, Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија, највисокиот партиски државен орган во Советскиот сојуз, на 19 јуни 1924 година донесло одлука да се разгласи договореното во Виена. На тој начин и бил објавен така наречениот Мајски манифест. Постапките на институциите ангажирани во подготовката на светска револуција предизвикале, како што предпоставувал Коста Јанков, не само ликвидација на Тодор Александров, но и на други дејци кои ја бранеле самостојноста на македонското движење. Неуспехот за навлегување во раководството и преземање на раководството на ВМРО на Тодор Александров ќе резултира со неговата ликвидација, знаеме, меѓутоа во тој период кога тој беше ликвидиран, беа ликвидирани и многу други дејци кои се заложуваа за независноста на македонското движење, што се покаже и во наредниот период, затоа што по превземањето на ВМРО од страна на Ванчо Михајлов, тоа веднаш беше пренесено, односно дадено во рацете на бугарските власти. Според забелешката на еден од членовите на ВМРО, Атанас Джолев, на бугарските државници им се исполнила вековната желба, раководството на ВМРО да се преземе во бугарски владини раце. При тоа Ванчо Михајлов ја позиционирал организацијата како антикомунистичка, не оставајќи место за илузии во однос на некоја можност за обновување на преговорите со советската страна. Многу брзо потоа се разјаснило дека во Бугарија не постојат неопходни услови за отпочнување на вооружено востание и задачата за подготовка на револуција во Бугарија била симната од дневен ред. Во променетите околности, советската страна одлучила да се откаже од обидите за преземање на ВМРО, а наместо тоа да формира организација што би станала против тежа на ВМРО на Ванчо Михајлов. Така, во октомври 1925 година, во Виена се конституирала ВМРО Обединета.
За програма на ВМРО Обединета бил прогласен така наречениот Мајски манифест, кој појавувањето на ВМРО Обединета непосредно го поврзувал со виенските преговори. Со овој чин, институциите задолжени за подготовката на светска револуција целеле да ја прикријат својата погрешна тактика на водење преговори со Тодор Александров, која во суштина довела до уништување на самостојниот карактер на ВМРО, а освен тоа и да го зацврстат сваќањето дека манифестот е демек дело на Тодор Александров и со тоа или да ги привлечат неговите следбеници на својата страна или барем да внесат смут меѓу нив. Директното поврзување на формирањето на ВМРО Обединета со виенските преговори не го постигнал очекуваниот ефект, но за жал потоа било прифатено од историчарите и понудената верзија од институциите кои се занимавале со подготовката на светска револуција досега е доминантна во историографијата. Самиот назив на организацијата, ВМРО Обединета, требало да алудира на незината историска поврзаност со создадената македонска револуционерна организација во 1893 година и на незиниот обединувачки карактер, како во однос на различните струи на македонското револуционерно движење, така и во однос на трите дела на Македонија. И програмата, и називот, и структурата на организацијата биле починети на една задача – привлекување маси со цел проширување на базата на комунистичкото движење. За наметнување во ВМРО Обединета и придобивање на широките народни маси, Коминтерната мораше да ја прифати и таа парола која што ја наметнуваше. Меѓутоа дојде во судир со другите комунистички соседни држави, посебно на Бугарија, на Србија и на Грција, кои што ја негира македонската нација. Коминтерната и во 30-тите, во 40-тите години беше свесна за постоењето на македонската нација, македонскиот јазик, неопходноста за создавање на независна држава и мораше да го прифати тоа за да може да ги придобие и широките народни маси заради наметнување на својата политика. Но ВМРО Обединета не стигнала да стане масовна организација, првенствено затоа што во своите пароли ги удвоила комунистичките партии. Во почетокот на 30-тите години од 20-тиот век, раководството на ВМРО Обединета одлучило да ја прекрши ситуацијата и да ги издигне паролите што биле актуелни за македонските маси. Затоа, во ноември 1932 и во септември 1933 година, раководството на ВМРО Обединета побарало од повисока инстанца, Балканскиот револуционерен центар, да се произнесе која позиција треба да ја зафати ВМРО Обединета по прашањата за независна Македонија, за Балканска федерација, за македонската нација, за македонскиот јазик, бидејќи имено тие проблеми ги тангирале македонските маси. Позитивниот однос на Коминтерната кон македонското прашање и кон ВМРО Обединета пак резултираше со предуслов за ВМРО Обединета таа да излезе од својата секташка затвореност, да престане да ги води дотогашните, односно да ги пременува дотогашните начини и методи на борба и да ја прифати таа широка политичка борба да излезе во широка масовна народна борба. Во суштина, раководството на ВМРО Обединета не можело да не ја земе предвид масовната појава на македонската национална самосвест, претежно кај младите генерации во трите дела на Македонија. Например, по навлегувањето на бугарските војски во Вардарскиот дел на Македонија, обласната партиска организација го информирала Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија дека 1/3 од населението, претежно млади, во Вардарскиот дел на Македонија, биле со јасно оформено македонско сознание. 1/3 по старото поколение, со бугарско национално сознание, а останатата 1/3 неоформени наполно, но со симпатии кон македонското сознание. Так называемый македонский вопрос приобретал двойную такую, как бы сказать, роль. Как известно, существовали противоречия. Противоречия между Югославией, Болгарией, Грецией. Если вы возьмете архивные документы, то обратите внимание на интересный момент. Со второй половины 20-х годов поддержка греческой компартии в этом вопросе, или, скажем, даже болгарской компартии, она ослабевает. Истовремено, раководителот на македонската партиска организација, Методија Шаторов Шарло,
Во мај 1941 година се обратил со писмо до Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, во което искажал загриженост поради пројавата на великомакедонскиот шовинизам. Во писмото се истакнувало: во секој случај, против великобугарскиот шовинизам, ние не можеме и не бидува да противставуваме некаков си нов великомакедонски шовинизам, кој понекогаш доведува до прогласување на проверени и прекрасни македонски дејци за национални ренегати, само поради тоа што тие не сакале да се чувствуваат како македонски словени. Доколку се работело на поединечни случаи на манифестација на великомакедонскиот шовинизам, дали би имало место за беспокојство искажано од страна на Методија Шаторов Шарло? Повеќе од јасно, не. Во одговорот од секретарот на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, Трајчо Костов, до Методија Шаторов Шарло, било потенцирано: спорот за тоа дали македонците се македонски бугари или македонски словени би бил, навистина при сегашните услови, доктринирано и сектанско чешлање на јазикот. Но ние сме должни да се сообразуваме со фактите. А фактите зборуваат дека голем дел од македонското население веќе има македонска, а не македонско-бугарска свест. Според нашите сигурни податоци, кои произлегуваат од компетентни, изворни средини од самата Македонија, македонското сознание проникнало многу длабоко, особено помеѓу младото поколение, незасегнато од екзархиската пропаганда. Според тие другари, кои одлично ја познаваат положбата во Македонија, не помалку од 80% од словенското население во Македонија се чувствува како македонско, а не бугарско, не разбира бугарски јазик, се предлага нашите документи да се преведуваат на македонски и едвај, кажуваат тие другари, бугарската пропаганда ќе успее да го поколеба тоа македонско сознание. На Балканах, если вы посмотрите, то можно уже видеть достаточно большое количество коминтерновских документов, связанных как раз с македонским народом. И македонской проблемой, так называемой македонской проблемой, в смысле взаимоотношений между тремя государствами. Сейчас нельзя сказать, что хотели. Хотели ли создание отдельного македонского государства? Или признание македонцев народом и в рамках государственности? Бидејќи заекнувањето на националната свест објективно бара подолг временски период, несомнено е дека за Коминтерната во почетокот на 30-тите, исто како и во почетокот на 40-тите години од 20-тиот век, постоењето на македонската нација, на македонскиот јазик, неопходноста од формирање на самостојна држава Македонија, представувале реалност, која требало да биде прифатена затоа што таа го одразувала расположението на масите. Положение, которое сложилось к началу 40-х годов, вот до Второй мировой войны, в частности и с македонским вопросом, оно было уже более серьезным. То есть, если вы посмотрите, опять-таки, я говорю о Коминтерне, не о внешней политике Советского Союза в открытом, публичном пространстве, а именно Коминтерн, то этот вопрос достаточно активно муссировался. Но, что интересно, в рамках же Коминтерна существовали те дискуссии, которые никто и никогда не собирался выносить на поверхность. Речь шла о довольно специфических отношениях между болгарскими и югославскими коммунистами. Уже на второй план отошли греческие коммунисты. Меѓутоа сите тие политички настани и вклучување на македонското прашање од 23-та година па натаму само докажуваат дека, го покажуваат фактот дека Коминтерната во привлекувањето на националните движења, вклучувајќи го и македонското, не ги наметнуваше своите пароли, туку ги прифаќаше паролите на самите движења. Како што ќе рече и самиот Георги Димитров, нема зашто ние да бидеме поголеми македонци и од самите македонци. Првиот проект на резолуцијата, која се подготвувала како одговор на Коминтерната на прашањата поставени од страна на ВМРО Обединета, бил насловен за македонската нација. Тоа укажува дека сите наброени прашања од раководството на ВМРО Обединета, а имено за независна Македонија, за Балканска федерација, за македонската нација, за македонскиот јазик, Коминтерната, што е логично, го одбрала клучното за постоењето на македонската нација. Во проектот по прашањето за македонската нација се тврдело: трудбеничките маси на Македонија себе си не се сметаат и не сакаат да бидат ниту бугари, ниту срби. Тие ги сметаат и владите на грците и турците за туѓо господство. Себе си се сметаат за самостојна македонска целина.
Народот има право на самостојност, чии трудбенички маси сакаат да бидат независно, обединето, самоопределувачко единство. Вториот проект го носел називот «За правото на македонскиот народ на самоопределување». Цитираниот извадок од претходниот проект бил преформулиран вака: македонските трудбенички маси повеќе не сакаат да припаѓаат ниту кон Бугарија, ниту кон Србија, ниту кон Грција, иако јазично или религиски дел од македонското население е близок со населението на една или друга балканска држава. Дефинитивниот текст на документот, насловен «Резолуција за македонското прашање и ВМРО Обединета», бил утврден на 11 јануари 1934 година. Во тој текст, по прашањето за македонската нација се потенцирало: господарските нации на три империалистички држави, кои ја поделија Македонија, го објаснуваат националното угнетување со негирање на националните посебности на македонскиот народ, со негирање на постоењето на македонската нација. Грчкиот шовинизам гласи дека домородното словенско население на зафатениот од него дел на Македонија се состои од елини кои биле во минатите векови словенизирани и кои треба насилно да бидат вратени кон грчката култура, забранувајќи тие да зборуваат и да учат на нивниот мајчин јазик. Големосрпскиот шовинизам, посочувајќи го постоењето на српска примеса во јазикот на македонското население, го прогласува тоа население за едно од племињата на единствената југословенска нација и насилно го србизира. На крајот, бугарскиот шовинизам, користејќи ја блискоста на македонскиот јазик со бугарскиот, ги прогласува за бугари и со тоа го оправдува режимот на окупацијата на Петричкиот округ на Македонија и својата завојувачка цел во однос на цела Македонија. ВМРО Обединета, спроведувајќи борба против поделбата и поробувањето на македонскиот народ, против сите видови национално, културно, социјално и економско угнетување, за национално ослободување и обединување на сите делови на Македонија, треба да ја разоткрие вистинската смисла на сите софизми, кои негираат дека македонците се нација и треба да не допуштаат нивно проникнување во својата сопствена средина. Позитивниот одговор од страна на Коминтерната на прашањата за македонската нација и за независна Македонија, кој бил во суштина израз на расположението на македонските маси, го формирал неопходниот предуслов ВМРО Обединета да ја исполни поставената задача од Коминтерната, да излезе од секташката затвореност, да се ослободи од изживеаните форми и методи на борба и да излезе на широк пат на масовна политичка борба. Опасноста од тоа веднаш ја доловиле бугарските власти. Во 1935 година тие започнале судски процес над 20 дејци на ВМРО Обединета. Во обвинителниот акт, донесен во 1936 година, се констатирало: според идеологијата на ВМРО Обединета, македонците не се бугари, туку самостојна словенска раса и националност, и револуционерната борба имаше цел да ги ослободи македонците од бугарската, српската и грчката власт, и особено Петричко, преку вооружено востание. Но впрочем, ВМРО Обединета ги испуштила и можностите што се појавиле со позитивниот одговор од страна на Коминтерната на прашањата за македонската нација и за независна Македонија. Причината била иста. ВМРО Обединета ги поврзувала националните пароли со класната идеологија, а последната не ги привлекувала македонските маси. Затоа во 1937 година ВМРО Обединета напросто згаснала, што во принцип немало влијание врз објективниот процес на формирање и зајакнување на националната свест кај македонците. Поради тоа, задачата на придобивање на македонските маси останувала актуелна за Коминтерната до незиното укинување во 1943 година. Така, во 1939 година, Коминтерната ја подготвила резолуцијата за македонското национално движење. Потоа, во 1940 година, Коминтерната утврдила нов документ – задачи на комунистичките партии во македонското национално ослободително движење. Во двете резолуции пак се истакнувале паролите за независна Македонија и против сите форми на национално угнетување на македонците. Важноста на тие пароли, конкретно во резолуцијата задачи на комунистичките партии во македонското национално ослободително движење, се објаснувала со тврдењето дека соработката со македонското национално ослободително движење е неопходен елемент во создавањето на широк антивоен и прогресивен фронт во балканските држави.
Если мы возьмем достаточно большое количество этих материалов существует по македонской проблематике, то обратим внимание, что все-таки, как бы кто бы ни говорил, но линия постоянно менялась. Складывалось впечатление, что в Москве еще не знали, что с этим делать. Потому что, с одной стороны, были БКП, с другой стороны, соответственно, КПЮ, две компартии, входящие в Коминтерн, которые, в общем-то, должны были, соответственно, и действовать. И, естественно, этот вопрос мог их поссорить. Это не нужно было. Со тоа уште еднаш се докажало дека Коминтерната, за да ги придобие националните движења, вклучувајќи го и македонското, не им наметнувала своји пароли, а што е природно, ги прифаќала нивните. Како што рекол Георги Димитров, ние нема зошто да бидеме поголеми македонци и од самите македонци. Такви се основните факти во однос на Коминтерната и македонското прашање, а фактите навистина зборуваат. Когда в 1991 году архив открыли полностью, тогда у нас был Владимир Петрович Козлов, начальник Росархива, директор архива, потом стал начальником архива. Он считал, что надо все было открыть до тех пор, пока не было вот этого грандиозного скандала с Понте-дель-Грация. Это когда несколько слов, замененных Андреуччи, корреспондентом, журналистом Понте-дель-Грация, изменили смысл, как относился Пальмиро Тольятти к своим военнопленным. Речиси сите факти за политиката на Коминтерната им станале познати на историчарите откако по 1991 година бившиот Централен партиски архив, кој сега се нарекува Руски државен архив за социјално-политичка историја, непосредно учествувал во подготовката на зборникот на документи Коминтерната и македонското прашање, објавен во 1999 година во Скопје. Архивот буквално им обезбедил можност на составувачите на зборникот да ги пребараат сите фондови за да се пронајдат документи кои се однесуваат на македонското прашање. Затоа зборникот станал главна изворна база за истражување на политиката на Коминтерната по македонското прашање. Но сепак, тоа е само почетокот. Уште многу прашања се уште го чекаат своето разрешување. Гледано во целост, надворешната политика на Руската империја, надворешната политика на Советскиот сојуз, вклучувајќи и политиката на Коминтерната, принципиелно не се разликувале од политиките на другите држави, бидејќи надворешната политика била акција и интеракција на официјални субјекти, кои добиле или стекнале право да се изразуваат и да го бранат името на сопствениот народ за национални интереси на меѓународната арена. Основачот на теоријата на политичкиот реализам, Ханс Моргентау, ја дефинирал меѓународната политика како непрекинати напори со цел зачувување и зголемување на моќта на сопствениот народ и ослабување на моќта на другите народи. Во почетокот на 21. век се јавила неодложна потреба да се пронајде нова суштина на меѓународните односи. Но само времето ќе покаже дали таа задача ќе биде исполнета.